Почитувани, добро вечер. Започнува нова емисија Здравието е се на Канал 8. Само ќе споменам дека вечерашна тема наша е тромбемболијата. Тема за која ние луѓето малку знаеме, но стручните лица ќе кажат дека е многу честа, но и многу сериозно заболување кога станува збор за заболувањата за кардиоваскуларните заболувања и заболувањата на срцето. Токму на оваа тема посветуваме вечера поголемо внимание и разговараме со нашиот и ваш вечерашен гостин, доктор Златко Стоименов, специјалист интернист од приватната здравствена установа доктор Златко Стоименов од Штип. Добро ни дојдовте во студиото, во новото студио за прв пат, но меѓутоа не за прв пат и во емисијата. И ние се биле кај вас во Штип. Еве се договоривме да разговараме за оваа тема, докторе, бидејќи кажав јас, малку е позната меѓу нас луѓето, но многу е честа, посебно кај кардиоваскуларните заболувања. Зошто е честа? Ајде да објасниме прво што значи емболијата. Па вака сега, бидејќи тргнуваме од честокета, да влеземе, за да ја објаснуваме емболијата, потоа по честокета. Значи, некаде трета причина за смрт од кардиоваскуларни состојби е белодробната тромбемболија. На прво место, ако се земе дека се срцевиот удар и мозочниот удар, трета кардиоваскуларна причина за смртта на пациентите е белодробната тромбемболија. Значи, едно многу значајно. Колку има во светот? Според статистиките на светско ниво и на Светската здравствена организација, некаде 10% од смртните случаи во светот припаѓаат на белодробната тромбемболија. Меѓутоа, заради специфичноста, заради која зборуваме и оваа вечер, и поради тоа што, како што кажавте, можеби најмалку е позната од овие состојби, срцевиот удар, мозочниот удар, заради тоа што симптомите се најмногу неспецифични, најтешко се открива од овие состојби. Тоа е една состојба која при обдукција на смртните случаи е најдена во 30%. Значи, ако 10% е смртноста, 20% останува неоткриена како причина за смртноста или како состојба која имале веќе пациентите кои починале од кардиоваскуларни заболувања, што значи дека е многу значајна како состојба, многу честа и многу често и медицинските лица треба да мислат на неа. Да објасниме како настанува истата. Па јас би сакал да тргнеме од емболијата. Значи, емболијата, што е тоа емболија би сакал прво да кажеме. Значи, емболијата или емболизмот е некое цврсто тело кога ќе се појави во крвотокот, во течноста на крвотокот, и кога од тоа место ќе одлета на друго место во организмот и направи запушување најчесто на крвни садови или на други делови, тоа е емболизам. Додека кога згручена крв пак во некој дел од телото, тоа е тромб, ќе се откачи од местото каде што се згручила заради некоја болест и некоја причина, тогаш одлепувањето на неа и летнувањето на друго место, тоа е тромбемболија. Зошто пак на централно место денес кај ја ставивме белодробната тромбемболија? Бидејќи таа е многу честа и најчесто заради тоа што луѓето многу често страдаат од болести на нозите, од проширени вени, од оштетени артерии и вени на долните екстремитети, стварањето на тие тромбови често се откачува и оди во белите дробови и ја ствара таа тромбемболија. Белодробната, така. Така. Значи, емболија е откачување на на секој цврсто тело. Може да се случи да не е во белите дробови, така? Не, може да се случи дека да не е во белите дробови, меѓутоа таму е најчесто. Најчесто. Исто е многу опасно ако иде и на други крвни садови, према мозокот, према каротидните артерии, мозокот, меѓутоа таа е најчестата состојба, најопасната. И да ја завршам оваа прва целина, што е емболија. Значи, емболијата не е само од тромбови да се ствара, таа може да ствари и од други. При скршеници, например, ако се случи отворена скршеница на некоја поголема коска, масното ткиво кое излегува од сршта, ако влезе во крвотокот и ако го повреди крвниот сад и влезе, тогаш имаме масна емболија, пардон.
Значи масни честички влегуваат и можат да отидат до некои други крвни садови и да ги запушат. Исто така, кај жените, почесто, при болести во карлицата, при гинеколошки болести, тука се случуваат исто може да се најде амнионска течност и слично во крвотокот. И последна така од многуте причини и други причини може да е гасната тромбоемболија која се случува при несреќен случај кога навлегува заради некоја причина, повреда и слично гас или при медицинска артифицијална грешка воздух во некој крвен сад и воздушните меурчиња одлетуваат и запушуваат некои од крвните садови и конечно тука може да ставиме така наречената Кесонска болест или болест на оние кои нуркаат, на нуркачите, кога големи длабочини излегуваат и азотот се мобилизира во меурчиње и прави запушување на крвните садови. Тоа се отприлики емболиите. Меѓутоа, ние би сакале денеска веројатно за тромбоемболијата. Да зборуваме за тромбоемболијата, за белодробната така. Но да кажеме како настанува белодробната тромбоемболија и кои се најглавните ризик фактори кои за настанување на истата? Значи, вака се. Тоа е можеби најважно прашање, бидејќи за да можат граѓаните... Јас ќе почнам од она каде што ќе се вратам малку на онаа епидемиолошки оддел на прашањето, колку е честа и како е честа, за да дојдеме до главната поента. Значи, тромбоемболијата најчесто се случува, белодробната тромбоемболија, при откачување на тромб, на згручена крв, од вените на долните екстремитети на нозите. Значи, проширените вени, посебно длабоките вени, се нешто што во медицината многу тешко се диагностицира и поретко се диагностицира отколку што постои, и тоа е причина да полно пати скриено, постепено се случуваат мали тромчиња и хронично настануваат постојани напади на емболија во белите дробови. Меѓутоа, кога ќе се откачи некој поголем тромб, тогаш се случува драма и акутна тромбоемболија. Па сега имаме степен на случување. Имаме, значи, од хроничната која постепено ги оштетува белите дробови до една акутна состојба која може да биде од различни рамки. Може, например, да застане прво тромбот во десната комора на срцето. Потаму да е проблем срцето да успее да ја исфрли, па да низ крвните садови да дојде до некој од рачвите на белите дробови, па да зафати голем дел од белодробието и да настане така инфаркт на белодробието, на белите дробови, каде што изумираат. Исто така, застанувањето на крвните патишта во белите дробови создава огромно кај поголемите тромбоемболии, огромно оптоварување на срцето. На десната страна на срцето настанува огромно оптоварување, често затајување и шокови состојби кои може да доведат и до фатални исходи. Како што кажавме, и има фатални исходи од тромбоемболијата. Затоа е оваа состојба многу значена, бидејќи по симптомите не се издвојува лесно, по диагностичките мерки тешко се доаѓа до неа, меѓутоа во размислувањето на докторот секогаш треба да е присутна. Значи, повторувам се, откачуваат тие тромби, доваѓаат во белите дробови и прават проблеми на крвотокот на белите дробови. Кај кои луѓе може да се појави? Кои се ризик факторите за... Вака ќе почнеме од луѓето кои имаат хронични проблеми со вените. Тоест, има голем дел популација. Посебно со длабоките. Меѓутоа, како може да се случи да настане кај некои други луѓе, кои немаат никакви проблеми? Многу често се случува, најчесто, при долгите патувања. Значи, знаете вие, нашите луѓе патуваат по 10, по 12 часа во автомобил од далечните краишта, од гастарбајтерство. Авионски летови има кои траат од Австралија, да речеме, до тука, кои траат по 10, по 12 и повеќе часови. Долгото висење на нозите, посебно притисокот на седиштата, ако не е додатен момент, даваат застој, бидејќи тоа е долго, и тој застој ствара услови за стварање на тромб и кај нормални поднаслови нормални
или веќе оштетени помалку вени и тогаш е можно пристанување при одење да се случуваат овие епизоди на тромбемболија. Еве, еден случај е тоа. Може да седат и на работа по 10 часа. Да, истото во седењето пред компјутерите и други седечки работи. Затоа и конечно кај нашите пациенти кои заради медицински причини ќе ги натераме да лежат повеќе денови во постелата. Значи тука немаме движење, значи многу при важен оперативни зафати. Вака сега, она што го кажуваме на пациентите, што е многу важно, за да и длабоките и површните вени на екстремитетите, за да функционираат, неопходна е, тие немаат свој механизам, немаат мускулен слој во џидовите и за да функционираат е потребна помош од околните мускули. Значи мускулната пумпа за действување на вените е многу важна. Ако ја не isfрлеме со долго лежење, повише од 2-3 дена во постела заради операција, заради слично, тогаш веќе мускулната пумпа не помага. Исто е при овие што ги кажавме, долгите патувања, при сличите. Ако на тоа се додаде дека, например, при операциите може да е интервенција и на карлицата, или на стомачните најчесто органи, тогаш тој ризик исто се зема во предвид. Затоа и превентивно се постапува во таквите случаи. Има и лекови кои така. Затоа превентивно постапува, меѓутоа мора да секогаш да се размислува на таа тромбемболија. Има три основни фактори за да се случи тромбемболија. Првиот фактор е дали ние ја викаме коагулабилноста на крвта, односно да е пореметена коагулабилноста на крвта. Односно за коагулацијата мислите, или? Коагулацијата, процесот на коагулација на крвта е една рамнотежа на разбивање на тромбите, значи имаме механизми и на згручување на крвта за да не спаси кога ќе имаме крварење. Кога ќе го повредиме крвниот сад, интервенира коагулацијата, го затвара и не спасува. Обратно, ако тој процес оди екстремно, ќе го запуши крвниот сад, затоа имаме механизми на лиза, на рушење на тој процес, стопирање на тој процес. Значи, таа рамнотежа, ако е нарушена на коагулацијата, во правец на зголемено згручување, а тоа може кај одени наследни состојби кои ние можеби да не ги знаеме, или пак заради употреба на некои лекови кои го имаат тоа дејство, или заради други причини, ако е пореметена таа можност за згручувањето во однос на зголемена коагулабилност, тогаш е ризик фактор. Втори ризик фактор е овој што го кажавме, застојот во вените, ако стои долго време крвта и не се движи, е голем ризик фактор. И трет ризик, мислам, втора причина е застојот, првата причина е коагулабилноста, втора е застојот и третата многу важна е повредата на ѕидот на ние го велиме ендотелот на вената. Ако е тој повреден, иритиран, оштетен, хронично оштетуван заради пушење, недвижење, масна храна, таложење на холестерол и слично, сето тоа доведува до склоност на тие крвни садови да лесно се оштетуваат ендотелот, внатрешноста на крвниот сад и тука повторно имаме склоност кон тромбоза, а тромбозата, рековме, тромбозата произведува тромбемболија. Да, тоа се така главните ризик фактори кои би можеле да наведат на ваква. Значи тоа се тоа се состојбите. Зборувавме за ризик фактори кога зборувавме, еве набројав ја некои додатни ризик фактори кога ви зборував за повредата на ендотелот. Значи овие три фактори се фактори, а ризик фактори се ако ние седиме долго, ако сме пушачи, ако сме со голема телесна тежина, ако немаме, ако ние мускулната маса оштетена, атрофирана, заради недвижење, заради некоја повреда, сето тоа ствара услови додатни за да се случи
тромбоза на крвните садози заради слабостта на крвните И садози. сега дали може пациентот тука некако да препознае како се пројавува целата таа тромбемболија, за да може да се јави на лекар, за да се делува превентивно, за да се делува веднаш. Значи, Доколку е важен и тоа е моментот. лошата страна на ова што кажавме и Да. тоа е причината што реков 30% на обдукција најдени ние не ги препознаваме. Медицинарите не ги препознаваат. Така, не да не зборуваме за пациентите, пациентите. Меѓутоа, секогаш треба да се мисли на неа. Тоа е основно. Медицинските лица, па и да ги едуцираме со ваква една емисија или и при доваѓањето во амбуланта на пациентите да ги едуцираме за постоењето. Посебно кога ќе видиме некои во фамилијата имат проширени вени. Особено тоа оди генетски по женска линија многу често, мада и кај машка се јавува. да. Значи, ако видиме пациенти со такви, или ако си самата индивидуа има проблеми со проширени вени, веќе со длабоките вени, значи, тај тип на веќе на проблеми, тие треба да ги запознаеме со превентивата и со тоа како дека веќе се во ризик групата и дека на тоа треба да внимаваат. Инаку самата тромбемболија многу тешко се препознава, бидејќи има слични знаци со другите заболувања кои следуваат тука. Например, несвесно и пациентите, меѓутоа и најчесто и здравствените работници кога ќе кажат некој добив болка во градите, се мисли на инфаркт. се мисли на ангина пекторис, на инфаркт. Да. А тоа е карактеристика и за белодробната тромбемболија. Значи, силна болка во болката градите. така. Потењето, Исто карактеристично за инфаркт. карактеристично Да. за тешкото дишење, Да. недостаток на воздух. Ако е помасивна, ќе почне цијаноза, ние велиме модрило на лицето, и се оди до шокова состојба. Меѓутоа, сето тоа го дава инфарктот. Значи, медицинските лица се должни да мислат на ова кога ќе се сретнат со сите тие симптоми, Така, дека е можно да се дека е да. можна, особено акутната форма на ова, Да. додека за хроничната мислам дека подолгорочно и можеме, сепак имаме време да ја додиагностицираме, бидејќи ние со нашите методи и самите кардиоваскуларни болести ги ставаме на испит. Правиме ЕКГ, па потоа правиме додатни испитувања кои следуваат, доваѓаме и до коронографија, и ќе видиме чиста коронографија често кај ваквите болни. Така да за хроничните можеби имаме некое време и да го стопираме до тука процесот. Меѓутоа кај акутните така. се нема тоа време и затоа треба што побрзо да се препознае оваа состојба со додатните диагностички методи кои постојат. Сега сме тука кај диагнозата, но како се диагностицира? Значи, кога веќе доваѓаат овакви пациенти со овие симптоми, треба секогаш да се мисли на неа и да се направат додатни медицински испитувања. Помошни, многу е важно на пациентите да се мисли на ова и да се земат соодветни и додатни лабораториски анализи, односно има во лабораторијата анализи кои може да ја разликуваат инфарктните состојби и знаците на некроза на миокардо, односно при инфаркто, од состојбите кога имаме распад на Но вие интернистите тромбоцит. сте тие кои ги упатувате Да. пациентите. Значи мора да мислиме на Што тоа и да ги треба, да. додадеме. Например, овие најпопуларните денес што се дедимерите, кои никој не ги знаеше пред една година, и дури јас сметам да ги има многу малку лаборатории во Македонија. Сега ги има во секоја. се испитуваат, да. Се многу важни, например, да се земат, бидејќи тие се покачуваат заради распадот на фибриногенот кој учествува во коагулацијата, па распадот на коагулум и така натаму. Заради тоа се земаат исто значи додатни лабораториски испитувања во стартот мора да има. Втора работа што е важна, тоа се правите анализи на ЕКГ, значи електрокардиограмот, мора да ги знаеме разликите меѓу можноста за тромбемболија, белодробна тромбемболија и срцев инфаркт. Правите споредба со претходни испитувања или ЕКГ? Апсолутно. Дали е важна тука споредбата Значи, со многу претходно? е важно да ги едуцираме нашите пациенти и во идни случаеви и секогаш кога ќе можат во книжката, Да ако се има ги време ставаат да земат претходните ЕКГ, претходните. да. Ние сега ќе излеземе од темата, јас често имам проблеми со во амбулантата за амбулантските пациенти, бидејќи матичните лекари ги задржуваат
тие екагиња и Да, обично остануваат кај матичните лекари, така, да. Иако заради некоја акција на Фондот за здравство која бараше да има соодветна евиденција, меѓутоа јас велам, и Фондот за здравство дозволува, ако е тоа се запишано во картонот, не мора да стоат тие. Ќе ги имате вие електронски? Треба да треба да ги има пациентот по него. По секое време и сите назад анализи се многу важни да ги има кај себе пациентот. Дали можеби сега електронски ги имате тие тоа податоци е или? во процеса сите тие работи, меѓутоа додека се окрупни тоа и додека Македонија дојде до софтверска можност да тоа се реализира, бидејќи тоа кошта и средства. Ние мораме да ги учиме пациентите да ги носат со себе стари екагиња кои се многу важни. Оти кај екагињата е еволуцијата на екагијето многу важен аспект. Тоа го знаат стручните лица. Екагија кој е претходно правил пациентот, значи пред една година, 2, 3, 5. Ма ни треба некогаш од претходниот ден. Да. Или од пред 6 сати. Да. Може да ни даде многу важен податок. Да. Така да тоа е многу важно, излегувме малку од темата. Но многу е важно за пациентите за да знаат дека кога ќе појдат кај интернист дека би требало да гледа да ги носат. Тие кога е хронично ќе ги земат од матичот. Така да апелирам и матичните лекари да им ги дават на пациентите или пациентите да си прават фотокопии, кај себе да ги имат секогаш сите анализи кои се правени. Може да дадат многу важни податоци и да спасуваат животи. Тие претходни анализи, така стигнавме до дијагностицирањето. Дијагностицирањето значи влеговме во она почетното, веќе кога ќе се пособноеваме на тромбоемболијата, влегуваат натамошните испитувања. Знаете, рентгенските слики се многу ретко може да дадат. За жал, потврда. Меѓутоа се прави рентгенската слика. Доста мокна метода е ехокардиографијата, со ехо промените на срцето, меѓутоа тоа е во случаевите само кога ќе имаме вакви акутни и тешки случаи, кога ќе има веќе настанати промени на крвните садови, готово и на промените на десната комора на срцето, кога се гледаат тие притисоци пореметени, проширување на крвните њоцати, притисок врз валвулите, тогаш можеме веќе да го гледаме. Меѓутоа за поситните и ехокардиографијата е немокна. Најмокна метода и сигурно е компјутеризираната ангиографија. Значи, компјутерската диагностика е тука. Најмокна, заедно со лабораториските и други анализи на коагулабилноста и на ја даваат целината. И тогаш веќе треба да се делува за да се извлече пациентот од кризната состојба, од тешката, или ако не е во тешка клиничка состојба, веќе да се почне процесот на доктринарно разбивање на тромбот и враќање на циркулацијата во белите дробови во нормала. Значи, имаме начин на лекување, ќе зборуваме. Продолжуваме понатаму, објаснивме нели како може да се препознае, како се дијагностицира, но еве го споменавте лекувањето, значи има ли решение на ваквата белодробна емболија доколку не би завршило фатално, нели? Затоа што кажавте дека и во некои ситуации и покрај лекувањето завршува фатално. Покрај лекувањето зборувате за хроничната или може и акутната? За акутната. Посебно за акутната, хроничната. Не, хроничната и да не се препознава, постепено ги оштетува белите дробови до одредени размери, кога оштетувањето на срцето и на белите дробови ќе доведе сепак до значајни симптоми, кога веќе и тоа е пак неповратен процес. Меѓутоа, за нас е најдраматична акутната состојба, кога се случува тромбот се откачува и прави. Но и остава последици, за тоа можеме да зборуваме. И во двата случаи имаме последици по белите дробови. И во двата случаи нема враќање на белите дробови на здрава состојба, бидејќи дел од белодробието настанува големо со фиброза. Фиброзата е нефункционално ткиво, значи таму се ствара белек. Се уништуваат алвеолите, бронхите во тој дел на белодробието кои треба да вршат размена и зависи од големината на зафатеност и толку ќе трпат и белите дробови, колку е зафатено, значи колку нефункционално ткиво ќе остане, тоа ќе биде последица по белите дробови и следното дишење на пациентот. И треба понатаму уште повеќе да се внимава за да не дојде до втора, трета. Апсолутно, и треба да ги ставиме во превентивните
мерки за кои ќе зборуваме, пациентите... Превенцијата не е на одмет никогаш, не е на одмет ни кај здравите пациенти кои не прележале ваква белодробна емболија, но ќе зборуваме за превентивата, прво за лекувањето. Кратко, вие интернисате кои лекови и како ја лекувате, како ја третирате оваа белодробна емболија? Значи, во секоја здравствена установа и не може да се третира, затоа што се работи малку засложено. Значи, најтешките случаеви, оние кои се опасни по живот, кои предизвикуваат големи запушувања на белодробните артерии и акутен симптом на страдање на срцето, се доведуваат до размислување за така наречена тромболиза, тромболитичка терапија, односно се даваат субстанции кои се директно вбризгуваат во крвта и кои може да го разбијат тромбот. И тоа може би е најделотворната, меѓутоа е и најризичната терапија, бидејќи тие често да знаат да дадат и крварење, дури и мозочни крварења. Затоа се оди кај тромболитичката терапија само во тешки случаеви, многу ризични случаеви. Не може не е тоа терапија за сите тромбоемболии. И не може да се зема на своја рака, тоа дефинитивно. Да, кога ризикот, кога веќе борбата е одлука на искусна медицинска екипа е за да употреби тромболитичка, значи урокиназа, стрептокиназа и така натаму активен плазминоген кои делуваат на тој процес. Може да даде и други оштетувања, како што рековте, крварење. Да, тука е ризикот. Затоа и тоа се прави во поголемите здравствени установи во Македонија и пациентите се гледаат да стигнат до таму за да се процени за тие најакутните. И втор акутен момент што може да се размислува, тоа е хируршкото отстранување на тромбот. Исто така постои како ситуација. Посебно ако се има време, ако може да се припрема пациентот, па да се размисли и да се размислува. Кај сите други случаи се дават антикоагулациони лекови. Значи се почува со хепарин, така наречен хепарин, еден лек кој делува на коагулацијата на крвта и овозможува тромбот сам по себе да се постепено лизира, да се разрушува и да се отчепувањето на крвниот сад со лизата, со разрушување на тој тромб се воспоставува повторна циркулација. Значи дава добри резултати. Значи во први резултат, прво е најчестото. Тоа е и најчестата терапија, бидејќи најголем број од случаевите припаѓаат тука со примена на во болнички услови, тој се дава. Најдобро е со одредени, ние што ги имаме тие пумпите инфузиони за точно мерење на единиците, има си протоколи по кои се оди и првите неколку дена, 5 до 6 дена, пациентите ставаат, додека да се стават на други антикоагулантни средства. Денешната современа терапија за тромбоемболиите, кои не се животно загрозувачки, се почува и има и доктрина со директна орална терапија, но прво да кажеме што е тоа орална терапија во ваквите случаи. Значи, постои антикоагулационна терапија која се применува од одреден ден. Хепарините и фракционираните хепарини, тие што ги популарни од Клексан сега што се користи кај ковидот, се значи во употреба, потоа се поминува на орални антикоагулантни средства. Оралните коагулантните средства ги знаат оние лекови сите кои се по шема, најпознати кај нас синдромот, порано беше пелентан, се викаше, значи тоа се лекови кои трансфузиолозите ги дозираат во нивните амбуланти и кои се тие лекови? Тоа се така наречени лекови со кои се супремира витаминот К. Витаминот К е многу важен во процесот на коагулација. Значи, кога ќе настапне процес на коагулација, учествуваат низа фактори во медицината кои учествуваат за да дојде до згручување. За најмалку 4... Вакав витамин не изгледа многу сериозно, но е многу значаен за... Он е еден од факторите за коагулација. Значи, недостатокот на витамин К нема да може да имате коагулација. Да се коагулира. Ќе искрварите.
Второ, витаминот К има уште 4 фактори, втори, седми, девети и 10 фактор, бидејќи има фактори за коагулација, кои не можат да функционираат без витамин К. Тоа е многу значи. Значи, кога ќе има веќе тромбоза, со супресија, со стопирање на создавање на антагонисти на витамин К, синдромот и антикоагулантните лекови, се стопира процесот се намалува ризикот за коагулација и постепено тромбот се стопува. Ние сме почнали со хепаринот веќе да го топиме и создаваме во крвта услови да има лиза на тромбот и да се воспоставува нова нормална коагулабилност. Таа нормална, по денешните мерки, јас само ќе кажам стручно малку, тоа е така нареченото ИНР, или протромбинското време, кое во денешни услови се мери со еден однос таму, медицински стручен ИНР, кој треба да е меѓу 2 и 3, за да се создадат оптимални услови во крвта тој тромб да не се стварат нови тромбови, да се разложи, Значи се воспоставува таква коагулабилност, таа е медицински докажано дека се случува меѓу 2 и 3. И со постојани контроли, таквите пациенти, тој синдром односно таа група на кумарини, тоа е во групата на кумарини, се воспоставува после хепаринот добра коагулабилност на крвта и процесот на разбивање на тромбот продолжува и постепено организмот го лизира тој тромб и се враќа нормална циркулација во белодробието. Сега, така, тоа е околу лекувањето. Да завршиме со лекувањето, бидејќи има ново нешто, релативно ново, последните, не знам колку десетина години, за разлика од овие кумарините, кои се сложени, кои се најевтини и најраспространети, меѓутоа се сложени за лекување на пациентите, пред се за пациентите, тие мора да одат на 15 до 20 дена кај трансфузиолог, да земаат крв, да го мерат, она што го рековме, протромбинското време или ИНР-та, за да ја одржуваат коагулабилноста на крвта. Што рековте дека треба да биде меѓу 2 и 3, има вредност која треба да се... За да го одржат тоа, тие мора да одат постојано, да го проверуваат. Втора работа, тие мора да се постојано на одредена диета, да земаат продукти кои не содржат многу витамин К, а тие продукти се многу расширени меѓу нас. Тоа се што е зелено. Зелената салата, младите кромитчиња, лукчиња, спанеќот, зелената боранија, грашокот, брокулата, јаболкото, сето тоа содржи доста витамин К и тие мора да се воздржуваат и од употребата на тие материи, производи, за разлика од сложениот начин на употреба на овие, постојат нова генерација за кои не е потребна ваква контрола на протромбинското време, бидејќи делуваат на друг начин. Тоа се новата генерација на антикоагуланси, најпознато кај нас е ксарелтото сега што го даваме и кај коронавирусот, и низа лекови од таа група. И тоа се лекови кои делуваат директно на факторите на коагулабилноста, не на витаминот К, конкретно на 10А делуваат, така да што не е потребно мерење на протромбинското време на овие, удобни се за употреба, бидејќи дозирањето е еднодневно, да речеме, во текот на денот, без мерење на ништо, удобни се, и конечно нема диета за нив, бидејќи витаминот К не учествува во овој дел на коагулацијата. Значи можат пациентите се сега недостатокот на овие лекови е што се уште се економски малку комерцијално скапи лекови. Не се на позитивната листа. Меѓутоа, гледаме при коронавирусот, долго масовно се користат, дури по време на отсечење има и недостаток на нив. Да, пред да зборуваме за превенцијата, неколку пати го споменавте коронавирусот, секако дека ќе проговориме и за него. Која е поврзаноста на оваа белодробна емболија за која вечерва зборуваме, токму со пациентите кои прележале или кои имаат COVID-19? Вака сега, COVID-19 е исто состојба на коагулација на крвта во белите дробови. Затоа често е поврзана белодробната емболија. Дали често? Вака сега ќе кажеме. Правите сознание. Ние мора да кажеме дека сега влегуваме во област која е најмалку испитана. За разлика од белодробната тромбемболија за која имавме време да
години назад медицината да ја испитува, да прави студии, да ја истражува. Корона инфекцијата која слегува на белите дробови од COVID-19 е нешто ново, немаме студии и работите и зборуваме спрема студиите за другите вируси и за другите емболии, тромбози во организмот. Генерално, во принцип, тромбозата во белите дробови од короната настанува заради локалното дејство на короната. Значи, кога коронавирусот ги нападне белите дробови, така, созданието е дека ја пореметува и во тој дел коагулабилноста и ствара услови за стварање на тромбоза. Значи, локална тромбоза. Меѓутоа, не е исклучена можноста за оштетување на ендотелот во други делови на телото и стварање на тромбемболија. така. На овој начин како што го опишавме. Иако прибарно е ова што го кажав прво, локалното дејство на вирусот на Во белите дробови. Во белите дробови. се сконцентрира, Меѓутоа пак се враќаме на тоа дека ние треба да ја регулираме коагулабилноста и кај коронавирусот. Затоа веднаш давате ексерелто кај COVID Затоа пациенти. веднаш даваме антикоагулантна или Мислам, вериме ексерелто кој го споменавте, да, така, да. или терапија, така. Да. Или даваме антиагрегациони, тоа е полесно, тоа е аспиринот и таа група на лекови. Терапија која е полесна кај лесните случаи, сепак да ги заштитиме од можност слегување на вирусот во белите дробови, бидејќи тоа има склоност да го прави тоа и затоа често кога ќе веќе имаме воспаление, ја внесуваме антикоагулантна терапија кај пациентите со коронавирус. Така да таа поврзаност е тука. Меѓутоа не се работи за иста состојба. Да. Починуваат ли често COVID пациентите од оваа тромбемболија? Да. Меѓутоа пак би рекол дека најчесто починуваат од локалното случување во белите дробови. Так. Значи покрај тромбозата која настанува на крвните садови и оштетувањата кои ги настануваат, отоците кои настануваат, инфламацијата, воспалението, сето тоа го загушува процесот на дишење и најчесто со акутен недостаток на дишење е причина, иако има и други фактори, дали прето имате слабо срце, дали имате оштетени крвни садови или дали имате оштетени бели дробови, дали сте пушач или не сте, веќе имате оштетување, дали сте во групата на хронична тромбемболија која не ја знаете и веќе имате одредени, да речеме, 1/3 оштетено од едното бело дробие. Сето тоа се фактори кои треба, кои го прават мозаикот на оно што го гледаме од коронавирус. Да, тоа е во однос на COVID-19. Така и еве за крај на емисијата, ја мислам дека веќе допревме до гледачите и објаснивме на некој начин тромбемболијата, како делува, како настанува, на што треба да внимаваат пациентите, кои пациенти се во ризичната група и така натаму. Но еве која е превенцијата? Дали, не ме прашав само, која старосна граница најмногу, кај која возрастна група најмногу се појавува оваа тромбемболија? Дали можеме да ставиме една старосна граница? Да. И дали се намалува истата? Да. Прашањето е одлично. Јас би ги ставил две превенции. Така? Вака како што го поставивте прашање, две превенции. Изборуваме за превенција кај луѓе со ризик, изборуваме за превенција за општата популација. Така, различни. Кои се овие со ризик? Овие со ризик се веќе сознаени болести. Значи, уште од млади години се појавуваат варикозитети на артериите, проблеми со крвните садови со артериите, жените кои веќе знаат, кои имале инцидент од интервенција во карлицата заради гинеколошки проблеми и слично, луѓето со операции, за кои знаеме дека може да дојде токво заради долгото лежење и за интервенции во стомахот и во крлицата, значи тоа се знаени кои веднаш ги ставаме на медицинска превентива, секундарна превентива. Односно веќе ги превенираме со лекови, со антикоагуланти или антиагрегациони. Антиагрегациони се аспиринот, клопидогрелот и сличните лекови кои кај благите форми можеме да ги даваме и другите типови на лекови кои влијаат на состојбата и на згручувањето на крвта, меѓутоа пробуваме да делуваме и на ендотелот на вените, она што го зборувавме дека ако е веќе оштетен мора да дека даваме. може да се Да. Има денеска
од витамин С преку разни материи кои се додаваат, колагени и слично, кои може да се размислува за да се додадат. Тоа е значи едниот дел на превенцијата и најчесто тие луѓето кои се со повисок ризик ги ставаме многу години на антикоагулациона терапија. За да не се случи тоа, им ги даваме другите совети кои важат и за другите пациенти, односно она што важи за крвните садови и за другите крвни садови. И за другата популација, за да не дојде до тромбоемболија, мора да имаме физичка активност соодветна, правилна исхрана, цигарите се фактор, алкохолот. Како делува? Алкохолот у хроничната оштетување не делува на крвните садови, на тој начин како како пушењето, меѓутоа во самиот процес на употреба на самите лекови влијае. Значи, ние ако сакаме да дадеме ксарелто, синдром или дејството на влијае, не, тој ја зголемува разреченоста ние што викаме, значи ја намалува коагулабилноста и ние лекувањето го оштетуваме, а не можеме да контролираме колку алкохол, како е, колку ќе влијаат едно на друго, значи влијае на самиот процес на коагулација и тука е со него. Значи, општите превентивни мерки за кардиоваскуларните заболувања важат и за овие луѓе. Треба да мислат на тоа. Јас велам на моите пациенти, секогаш кога гледате телевизија дома и кога сте слободни, дигнете ги нозите на високо, не е тоа. Не култура, тоа е превенција, повисоко од телото, тоа е помош на вените. Да нема некоја висечка положба така. По патот на земјината тежа, да пада, бидејќи мускулната пумпа не ни работи тогаш, одмара. Инаку мускулната пумпа со стегањето ја враќа крвта. Меѓутоа, кога ќе легнете, по патот на земјината тежа ќе се враќа крвта кон повисоките делови на телото, така да и тоа е една превентива. Да, физичката активност неколку пати ја споменавте во текот. Ја спомнав сите тие превентивни и во сите емисии тие превентивни и се враќаме на тие истите. Да. Ја мислам дека објаснивме што е емболија, како настанува, кои се симптомите. Мислам дека кажавме се она што треба да знаат, се разбира, пациентите и гледачите, а она што вие го знаете, како да се превенира и како да се, односно како да се делува и како да се лекува, тоа го знаете вие интернисите. Јас, докторе, ако немаме што да додадеме, ќе ви се заблагодарам што учествувате во емисијата, еве што дојдовте кај нас во студиото, да ни бидете гостин и да објасниме за оваа, кажав, честа, но една од најсериозните заболувања. Ја би се заблагодарил. Повторно ќе ве очекуваме, бидејќи со вас има за што да се зборува. Посебно во ова време, би рекла, не време кога и COVID-19 и еве, затоа и кажавме поврзаноста на тромбоемболијата со овие пациенти, бидејќи многу честа. Ја би се заблагодарил на заинтересираноста на вашата телевизија за медицинските проблеми и за актуелните медицински проблеми, бидејќи помагаат во превентивата, во информираноста на пациентите и да се јават навреме. За комуникацијата на медицинскиот кадар со пациентите. Благодарам и на вас. Почитувани, тука завршуваме емисијата Здравјето е се. Јас ќе ви се заблагодарам за вниманието, а вие останете ми во добро здравје. Довидување.